ова издание, две американски вакцини во последна фаза тестирање. Првичните резултати ќе се знаат во ноември. Главниот правобранител на САД ќе сведочи во Конгресот. Една од темите е распоредувањето федерални сили за време на антирасистичките протести. 1 од 4 американци живее со некаква форма на попреченост. Како законот ги штити овие луѓе? Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, јас сум Никола Крстик, а ова е гласот на Америка на македонски јазик. Почнуваме веднаш со најновите вести. САД почнаа со тестирање на безбедност и ефикасноста на две потенцијални вакцини против COVID-19. Волонтерот Савана, Џорџија, вчера прими прва доза од експерименталната вакцина на компанијата Модерна, која е развиена во соработка со истражувачите од Националниот институт за алергија и заразни болести. Тоа е прв меѓу 30.000 здрави луѓе низ државата кои ќе примат две дози од оваа вакцина во наредните неколку недели. Втората експериментална вакцина, направена од фармацевската фирма Pfizer во соработка со германска компанија, исто така ќе биде тестирана на 30.000 луѓе во САД, Бразил, Аргентина и Германија. Американскиот главен правобранител Вилијам Бар денеска треба да сведочи пред Конгресот, каде се очекува законодавците да го прашаат за низа теми, вклучително и за распоредувањето на федерални сили како одговор на протестите во северозападниот град Портланд во Орегон. Неделава се навршуваат 3 децении откако Соединетите држави донесоа закон со кој се забранува дискриминација на луѓето со попреченост. Џули Табо известува за ефектите од него. Порано лицата со посебни потреби честопати беа дискриминирани уште од самото раѓање. Кога се родив, лекарот и ја објаснил мојата состојба на мајка ми со овие зборови. Вашиот син е џудже, како што гледате во циркус. Со таа една реченица тој ја изложи целата моја иднина. Но за среќа времињата се сменија. Вудбурн, диагностициран со џуџес раст, оствари успешна актерска кариера, појавувајќи се во повеќе од 30 филмови и остварувајќи над 150 телевизиски настапи, вклучувајќи и популарната ТВ серија Сайнфелд. Неговиот успех е одраз на АДА, актот за американците со попреченост. The ADA stands for the Americans with Disabilities Act. АДА е закон за граѓанските права. Нашата држава има богата историја на граѓански права, но лицата со инвалидитет не беа опфатени заедно со другите маргинализирани групи. Подпишан од страна на председателот Џорџ Буш во 1990 година, овој закон обезбеди заштита од дискриминација на милиони американци во училиште, на работа и на сите јавни и приватни места. Тоа на милиони луѓе им го подобри пристапот и квалитетот на живот. Мислам дека една од најважните работи што ги направи овој акт е што го изедначи полето за игра за сите. Но што се однесува до вработувањето на лица со посебни потреби, ГОС признава дека бројот останува мал. Во 2019 година помалку од 20% од возрастните со попреченост имаа работа според Бирото за статистика на труд на САД. Тоа е една од причините зошто е потребно повеќе лобирање, вели Вудбурн. Се заложив во мојата индустрија да ги променам гледиштата за вработување на актери со попреченост, затоа што системот на верување кај децата е не можеш да бидеш тоа што не можеш да го видиш. Но многу од одредбите на законот го подобрија животот, па дури беа корисни и за лицата без попреченост. Например, рампите и тротоарите, дизајнирани за движење на инвалидски колички, им помагаат и на другите. Откако се поставени, се повеќе мајки ги шетаат своите бебиња во колички и лицата кои вршат испорака ги користат. И текстуалните пораки произлегуваат од технологијата која во прв план требаше да им помогне на лицата со оштетен слух. Ние тоа го должиме на заедницата со оштетен слух. И како што светот стана подостапен, вели Вудбурн, во општеството има се повеќе луѓе со посебни потреби што помагаат против дискриминацијата. Додека АДА слави 30 години на унапредување на животот на милиони американци, Вудбурн вели дека има уште простор за подобрување. Мора да бидеме вклучени на секој чекор од патот. Се надевам дека секој што ќе дискутира за диверзитет или за инклузија, како застапник или како корпоративен лидер, секогаш ќе ја вклучи попреченоста, без оглед колку тоа прави да се чувствуваат непријатно. Шпанија беше епицентар на пандемијата во април, откако воведе едни од најригорозните мерки во Европа, бројот на ново заразени и на починати драстично се намали. Сепак со отворањето на земјата се врати и вирусот.
Од Барселона известува Алфонсо Бето. Болниците во Шпанија само што се вратија во нормала, неколку региони во државата гледаат веќе нов бран на коронавирус. Официјалните лица ова го препишуваат на социјални и на семејни собири. Сега региони како Каталонија повторно ги вратија рестрикциите. Засегнати се главно масовните културни настани, како и ноќниот живот. Се е затворено и активностите се суспендирани. За сега танцување, спорт и културни настани се забранети. Но баровите можат да оперираат на половина капацитет и носењето маски не е задолжително. Некои од бизнисите опфатени со забраната, како вежбалните, например, тврдат дека не е во ред да бидат затворени зашто тие не придонеле за новиот бран на ковид. Се подпираат на тоа што не е вистина. Ние сме согласни да го намалиме бројот на луѓе во вежбалната и тоа е разбирливо, но не мора сосема да бидеме затворени. Луѓето од спортската индустрија и поддржувачите во Барселона бараат да им биде дозволено да работат. Габриел и Сабрина мораа повторно да го затворат нивниот фитнес клуб и покрај преземањето на сите безбедности мерки кои биле барани од нив. Мора да има казни за неодговорните, но на таквите како нас, кои ги почитуваат правилата и кои се адаптираат на вирусот, треба да им биде дозволено да работат. Властите велат дека ги следат бројките, да видат дали треба повторно да се засилат рестрикциите. Работењето од дома и состаноците на интернет поттикнуваат нерасположение и изолираност. Пенелопи Пулу јавува како некои компании се справуваат со тоа. За време на пандемијата, козата Хувер стана познато лице на телеконференциите. Hi, Hoover! When he came into Sweet Farm, Кога дојде во сладката фарма, не им веруваше на луѓето и беше во лоша здравствена состојба. Пред пандемијата на коронавирус, Хувер и другите животни лично ги поздравува посетителите на оваа фарма, што е засолниште за животни во Калифорнија. when COVID-19 happened, Пандемијата не натера да размислиме како да продолжиме. Основачите на фармата, Нейт Селпетер и неговата сопруга Ен Свит, не можеа повеќе да организираат туристички посети на фармата, кои им беа речиси 70% од приходот. Дошле на идеја да ги испратат своите амбасадори животни во домовите на луѓето. Виртуелно. Иницијативата е наречена Go to Meeting. За околу $100 животно од сладка фарма ќе присуствува на вашата онлайн конференција. Тоа е сладко бегство за луѓето заглавени дома пред нивните компјутерски екрани. За кратко, уживаат во гледката на отворени полиња со сладки животни. Средствата од состанокот се наменети за рехабилитација на спасените животни во засолништето. they come from a variety of Тие situations. доаѓаат од различни ситуации, од пазари за стока, злоупотреби, занемарувања, користени за забранети борби на петли. Спасувањето е дел од мисијата на Сладка фарма. За време на Goat 2 состаноците, Селпетер исто така покажува како да купувате или одгледувате храна локално, како да готвите на начин добар за околината. Неговата фондација помага да се крене свеста за опасностите од глобалната индустрија за месо и влажните пазари. After Sweet Farm, Откако Сладка фарма ја искористи оваа можност, решив дека ќе биде на вистина добра работа, да внесеме малку радост на состаноците на нашиот тим, како и да поддржиме нешто добро. Елен Турвил, советничка во владата, ги изненади незините колеги со тоа што ги донесе животните од фармата преку интернет. along the bottom, I could see everybody's И video. гледате на видео деца во позадина кои се одушевени. И сите луѓе кои се заробени внатре, главно во урбани делови, кои сакаат интеракција, сакаат да видат животни. Добивме многу позитивни коментари. We're happy that we can share it with people. Срекни сме што носиме насмевки на многу лица. Важно е да бидеме тука, еден за друг и кога сме раздвоени. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Може да на најдете и на Facebook, Instagram и Twitter како Глас на Америка на македонски. Поздрав од Вашингтон.